На следните избори се очекува 25 претеници разлика помеѓу ВМРО ДПМН и СДСМ, покажува најновата анкетна анализа на меѓународната истражувачка агенција Ипсос. Анализата пресликана во пратенички мандати кога Македонија би била една изборна единица, индицира драстична промена во парламентарното мнозинство. Па така, ВМРО ДПМН би освоиле 41% од гласовите, кои за опозицијата ќе значат најмалку 50 пратеници. Владачката СДСМ на следните избори би изгубила половина од моменталниот пратенички состав со само 19% од гласовите, односно 24 пратеници. Се очекува ДУИ да остане во рамките на своето гласачко тело со 15 пратенички места. Големена разлика кај левица, кои може да очекуваат над 10 нови пратеници. Алијанса на албанците со безмалку 6% од гласовите може да очекуваат 7 пратенички места, додека пак 9% се изјасниле за трети партии, односно 10 пратенички мандати. Истражувањето на Ипсос презентира потенцијални резултати кога Македонија би била една изборна единица. Имајќи предвид дека нашиот изборен модел се уште се основа на 6 изборни единици, прави распределбата на гласови по политички партии да ги струшат надежите на левица и по малите партии, и со примена на сегашниот модел за пресметка, дополнително да се зголеми разликата помеѓу ВМРО ДПМН и СДСМ. За ВМРО ДПМН би гласале најмалку 355.000, за СДСМ 170.000, за ДУИ 110.000, за левица 100.000, за Алијанса за албанците 50.000, а за други партии би гласале помеѓу 75 и 80.000 граѓани, што пак покажува 200.000 гласа разлика за опозицијата во споредба со власта. Според анкетата, 58% од испитаниците не го поддржуваат францускиот предлог за надминување на спорот помеѓу Македонија и Бугарија. Подршка даде 26%, а 16% одбиле да одговорат. 36% од испитаниците дале оценка 1 за досегашното работење на Димитар Ковачевски како премиер на Република Македонија. Двојка дале 15% од испитаниците, тројка 20%, додека пак за многу добар премиерот го сметаат 11% од испитаниците, а дека е одличен само 8%. Оваа теренска анкета е спроведена од агенцијата Ипсос за потребите на ВМРО ДПМН на јавното мислење на 1014 испитаници за периодот од 1 до 18 јули 2022 година.